Не беше оваа бескорис, знаеше. Може би ипек леваше да ми се противи. Повеќе ќе ми се доближуваш, а? А бабиштево нека цркле само. Каде одиш, Тима? Те прашав каде одиш? Ипек си оди од оваа куќа и никогаш нема да се врати. Ипек, од оваа куќа само мртва можеш да излезеш. Тргни се од мене. Дојде време со вас да зборувам јас двете. Од сега натаму без моја дозвола нема да излегуваш. Тргни ги рацете, не ме допирај. Ќе те допирам кога јас ке посекам, никој не ми кажува. Остави ја, Кирка ми, остави ја. Што правиш, Мари? Остави ја. Што правиш? Ми се спротиставуваш мене? Да, ти се спротиставувам. Што Мене ми најде, можеш? мене да ми се Остави ме, спротиставуваш. Азим, тргни се од мене. Одамна го заслужи ова. Камо да го направев порано. Не ми е гајли да одам во затвор. Како можеше, како си дозволи пред моите гости така да ме понижуваш? За ова да разговараме во твојата соба. Не, господјо, овде ќе зборуваме јас и ти. Како што ти ги истера моите гости и ме посрамоти овде пред моите деца, тогаш децата ќе дознаат и зошто така направи. Кажи веднаш. Слушајте ваму, не само на мајка ви, вас ви велам. Ќе ги почитувате. Сите гости кои што доаѓаат во оваа куќа, ќе се однесувате домаќински. Дали сум јасен? Ние онака сите гости ги почитуваме, ама ова е нешто друго. Ова е друго. Ти си ги донел тука за да останат. Ние сме едно семејство, не можеш сам да одлучуваш за се. Треба да ме прашаш и мене и Ете, децата. овој пат сосема сам одлучив, Селда. Во ред ли е тоа? И од вас очекувам да ја почитувате мојата одлука овде. Не беше добро тоа што го направи, мамо. Смири се малку. Човекот се збуни што да прави, што да каже. Бидејќи ти лошо се однесуваш, татко ми се зинати, да. И да требаше да останат само 2 вечери. Сега ќе ги задржи тука, ќе видите. Да беше барем малку трпелива, јас ќе знаев како убаво да ги испратам на подмолен начин. Ама доста веќе. Сите се однесувате како да сум вештарка што сака да ги истера гостите. Сигурно има некаква причина ако не сакам да бидат тие тука. Значи подмолно ќе ги истераше, така? Сега веќе тоа малку тешко ќе се случи, Душо. По ваквото однесување на мајка ми, ова за татко ми стана работа на гордоста. Тебе те чекав. Дојди, Ипек, дојди. Се извинувам, задоцнив. Не е проблем, не е проблем. Сега седи тука и чекај ме. Имаме гости, треба да ги сместам. Ајде, бргу ќе дојдам. Ајде. Да ја побарам мајка ми. Не. Подобро да ја чекам таа да ме побара. Немам храброст да слушнам што се случило. Долго време не се користи. За вечер вас најдете се, а утре некако ќе средиме. Ќе биде убаво. Ако ние ќе средиме. За поедок дојдете во куќата. Ајде, ако сте гладни да ви испратам веднаш нешто, Не сме гладни. Добро. Тогаш добра ноќ ви посакувам. Види, мамо,
Погледни, како ја покажуваат благодарноста кон татко ми. Да не беше тој никаквет Джем, јас знам што ќе направив на Селда. Ќе го урнев ова на главата. Ама ајде. Колку е нечисто тука. Мајка ми. Мамо? Ипек, Керко, стигнали таму? Дојдов, мамо. И јас ќе те барав. Како си? Добро сум. Ти не грижи се за мене. А тој? Како ќе биде? Како некој крма ке машала. Откако го удри по глава, неколку минути остана на земја. Потоа стана и се обиде да ме нападне. Фала му на Бога што беше толку пијан, што веднаш заспа. Ах, добро што беше пијан. Инаку што ќе правевме? Те напаѓаше ли? Каде ли заминале тие две? Ај, мамо, остави го тоа, сега ној ќе најде ли да чистиш. Керко, ти полудели се, седели вака тука. Джем не бара. Немој да му одговараш. Поради тој идиот сме во ваква ситуација. Што е? Што е? Зошто ме бараш? Ало, каде отидовте толку доцна? Ке најдеш други глупаци што ќе ги мачиш. Си да минавме од таму и никогаш немој да се вратиме. Полудевте ли вие, вратете се, што правите вака? Како да не? Да се вратам за со сила да ме омачиш за Акив и од него пари ли да земеш? Нема шанси. Најди некој друг највец. Види ваму Несрин, види. Тие пари што ги зедовте од дома, вратете ги веднаш. Тие пари се на Акив се. Така ли? Значи ти затоа ги зеде тие пари? Значи ти свесно сакаше да ме продадеш, ама ете гледаш? Господ се замеша, Джем. Не ли гледаш самиот падна во дупката што ја ископа? И куќата е твоја и сите долгови на татко ми се твои. Како сакаш, живеј си таму. Што ќе правам јас сега? Што ќе правам? Акив ќе ме убие. Ќе ме убие Акив за долгот. Многу лошо зборуваше, девојко. Може нема многу долго да останеме тука и треба да се вратиме дома. Мамо, искрено јас повеќе немам намера да се вратам таму. А ако не истераат од тука, ќе се снајдеме некако со парите што се кај тебе. Какви пари бе? Нема кај мене пари. Мамо, знам дека тие пари се кај тебе. Затоа престани да негираш. Дојде и Пек. Многу ме изненади што мајка ти испрати да работиш со преспивање. Добро, убаво да спиеш. Добра ноќ. Благодарам, господја. И Пек, не ми вели господјо. Тетко речи, дадо речи, што сакаш речи, само не господјо. Ајде сега. Непозната куќа секако. Изгледа се уплаши кутрото девојче. Ти најде мене да ми се противиш ти! Хазим, тргни ги рацете од мене! Тука барем навечер помирно ќе спијам.
Керим, треба да разговараме за гостите. Тие повеќе не се гости, затоа што од сега натаму овде ќе престојуваат целда. Зошто? Си имаат куќа, ќе им дадеш пари и толку. Ете толку. Не може да останат дома. Синот на покојниот Хикмет очигледно им создавал многу неволји, се гледа тоа. Очигледно оној што го држал семејството заедно да биде е Хикмет. И бидејќи умре поради мене тогаш, јас треба да ги гледам неговата сопруга и ќерка. Тоа ми е должност. Керим, на погребот слушнав лоши нешта за нив. Не ги сакам. Не ги сакам тука. Селда, што е сега, кажи ми? Ќе се однесуваме според зборовите на неколку зборувачки на вистина, а? Не може ти, Господ. Крвта на татко ми е во оваа куќа. Неблагодарна жена. Наместо да ни покаже почит, се однесува кон нас полош отколку кон просјаци што и дошле на врата. Колку се понадевав кога Али ми го даде ова на мојот роден ден. Сум била глупава. Мислев дека нешто чувствува за мене. Ипак, мила, прикривачите за маса се во овој шифонјер. Извади еден од таму. Да. Сега е во ред. Тама, сега внимавај кога ќе подготвувам софрата, бидејќи од денес натаму ти ќе треба да ја местиш. Во ред? Во ред. Ете. Однесувањето на мајка ми сношти беше многу погрешно. Баш така. Мене многу ми беше срам. Воопшто не беше убаво така да се однесува кон луѓе што дошле кај нас. Освен тоа, ние им должиме многу голема благодарност. Добро утро, тетка Мирием. Добро утро, тетка Мирием. Добро утро, девојки. Ипак ќе ми помогне денес почна со работа. Нека ја Ирлија. Ви благодарам. Ајде. Туба, што се загледа во девојката? Кутрата се вознемири. Ме подсети на некого, затоа зачудено ја гледав. Берен, оваа девојка е ко копија на тетка ми. Замислија сликата која стои на работната места на татко ми. Иста е како неа. Имаш право, иста е. Иста е. Не рекле за Бадиела дека секој човек има копија. Нели е интересна случајност копијата на тетка ми да биде кај нас? Што ли ќе помисли татко ми кога ќе ја види девојката? Добро утро. Добро утро. И тебе ли таа ти личи на некого? Не, а зошто? Утрово прво Туба, потоа ти се загледавте во девојката. Нема да се зачудам ако побегну уште на првиот ден на работа. Мене само ме интересираше на кого ми личи. Па нема зошто да не гледаш во убава девојка? Ајде, немој да се муртиш, се шегувам. Јас ќе одам на поедок со другарка ми. Ајде се гледаме. Мајка ми знае ли? Ти ќе ја кажеш. Јас се слегувам, ајде.
Добро, ќе се видиме вечерва. На работа? Не, денес сум дома. Ќе дојде Али, ќе подготвиме нов систем за безбедност. Ја нека би се зачудила еден ден да бидеме сами дома. Забележуваш ли, Селда, колку почна да се жалиш од животот во последно време? Го гледаш тоа? Ако мислиш да кажеш нешто за сношти, не се мачи воопшто. Немој. Освен тоа, кој да беше, исто ќе реагираше. А јас ти велам дека на овие луѓе им го должам животот, ама ти едноставно не сакаш да го сватиш тоа. Не ти велам да не им помагаш. Помогни им со пари и нека си одат во својата куќа. Види, Хикмет има еден син од првиот брак. Тој премногу ги мачел нив. Не можев тие луѓе така да ги оставам така сами и очени да бидат малтретирани. Керим, види, јас за овие луѓе ништо добро не чувствувам, навистина. Те молам удалечи ги од тука. Или купим куќа за момчето да не може да ги најде. Селда, не сакам повеќе да се расправам на оваа тема. Те молам. Освен тоа слушна дека во дивоградбата ќе бидат. Како може да ти наштетат тебе? Повелете. Што се случи? Има нешто што заборавив да ви кажам, господјо Хандан. Кажи. Нели некна една жена дојде да ве посети? Да. Таа жена подоцна повторно дојде, ама вие не бевте дома. Кажа ли нешто? Не, рече ке дојдам подоцна и замина. Добро, ти врати се на работа. Глупаво беше да се помисли дека нема да дојде. Ај, колку се вознемири. Ако дознае дека им најдов работа, ќе умре од срце. Парите од здруженијето, добро. Сум заборавила. Молам. Како си? Одиш во здруженијето и јас ќе навратам таму. Добро. Ништо сакавте? Не, благодарам. Во ред. Благодарам. Зейнеп, каде е Несрин? Не знам. Вака, наутро веројатно е дома. Не е дома. Не дојде ни тука? Како не дошла, па денес требаше да почне со работа. Навистина не дојде? Пред малку ме прашаа зошто Несрин се уште не дошла. Несрин и Фатима од сношти не се дома. Што? Каде отишле? Од каде да знам, Зейнеп, ако знаев немаше да дојдам. Ако повторно си ги нападнал, веројатно побегнале. Ти знаеш дека не ги напаѓам за ништо, Зейнеп, нели? Немој да ја браниш Несрин зашто ти е другарка. Таа се прави за мене да ме полуди. Несрин не е лоша девојка. Да те прашам нешто. Зейнеп, ти глупа ли си? Ти знаеш колку мажи таа девојка скара помеѓу себе во малото и пак јас сум крив. Джем, не се однесуве како да сум глупава. Ај, жив ти Господ, Зейнеп. И така, се ми е преку глава, нема да трпам да ме правиш да се чувствам виновен. Барем во фрижитерот да имаше нешто за јадење. Сега не би морале да одиме во вилата за јадење. Зошто? За да не ја видиш таа жена ли? Да. Како се однесуваше со нас како кон просјак што дошол на незината врата. Сношти многу размислував, мамо. Нема да дозволиме таа жена да не истера од оваа куќа. Најпосле мажот ти е жив поради татко ми. Мора да научи да ни покаже почит малку.
таа жена никогаш нема да покаже почит. Така ли? Тогаш мажот ти ќе ја натера да не почитува. Како и да е, јас малку ќе се прошетам пред појадокот. Здраво! Здраво. Зарно нека е. Дојде ли господинот Керим? Не, мислам јас престојувам тука. Поточно, почнав да живеам тука. Така ли? Ти што правиш? Дојдов да ги проверам безбедностите камери. Ти телохранител ли си му на господинот Керим? Така ли ти изгледам? Па не знам баш, и во болницата и на погребот постојано беше покрај него. Сега си дошол да ги провериш камерите. Само телохранител би правил такви работи. Па да, донекаде си во право. Господја Селда, знае дека тука ќе живеете? Знае. Дури таа побара да се вселиме во доградбата. Несрин! Ајде, Кирко! Во ред, доаѓам. Како и да е, јас морам да си одам. Ти често ли си тука наоколу? Зошто прашуваш? Не знам, ако се сретнеме вака да си поприкажеме некогаш. Не, ако немам работа, не доаѓам наваму. Добро, се гледаме. Интересна девојка. Излегувате ли, господја Селда? Не веднаш, малку подоцна Меријам. Новата започна со работа? Започна. А која, младата девојка или мајка и? Младата девојка. Таа е многу млада. Мислиш ке ги постигна сите работи? И така ќе направиме проба еден месец, господја Селда. Ако не ни се допадне, ќе отпуштиме. Добро утро. Не сакав сама да појадувам утрово. Добро си се сетила, ќе одиме во градината. Каде се другите? Тубе ќе се сретнала со пријателите, а и сина ни излезе. Татко ми рече да му го однесат кафето во работната соба, немал да појадува. Добре, дојде тето. Благодарам, Злато. Ке прашав нешто. Што баре овој Али тука? Знаете ли нешто? Али тука ли е? Да. Системот на камери ќе бил заменет и Керим е поради тоа дома. И јас ке каснам нешто, а потоа ќе одам да се најдам со пријателките во здруженијето. Вам на здравие нека ви е. Ќе одам да го видам татко ми. Не си му го кафето на господинот Керем и пек. Јас ли? Да. Не се плаши, нека са. Господинот Керем е најразбраната и најполна со љубов личност тука. Ајде, Каде да го однесам? во работната соба што ти ја покажав. Добро утро, добро утро. Рековте дека можеме да дојдеме на појадок, па секако, повелете. Малку попосле ќе подготвиме и за нас и сите заедно ќе јадеме. И ние ќе помогнеме. Ајде, Ипек, ќе си излади кафето. Веројатно ви беше многу тешко с ношти. Долго време никој немаше спиено во доградбата. Не душо. Само се наголтавме прав, затоа од утринава се шетам по градината, малку чист воздух да ни влезе во градите, знаеш. Повели.
Влези. Чичко Керим, Повели, али? Ќе се напише на кафе. може. Да Меријам знае какво кафе. Вработена ли ова? Па според начинот како сервира, очигледно така е. Аман, само да не ја отпуштат пред да се навикне. Селда не е толку сурова, али во рета. Не реков за господја Селдачичко. Зборувам за Дада Меријам. Како и да е. Остави го тоа сега. Кажи ми, ги погледна камерите или не? Ги погледнав. За ништо не ги бива. Селда, добро ли си? Малку сум нерасположена. И јас сум малку нерасположена, треба да зборувам со тебе. Добро. Таа на раквицата што е кај тебе. На раквица. И ти многу добро знаеш за која на раквица зборувам. Треба да ја уништиш таа на раквица. Но зошто е проблем што таа на раквица е кај мене? И да ја видат, никој нема да знае што значи тоа. Селда, немој да правиш да се покајам што ти помогнав. Уништи ја на раквицата. Ти ми помогна поради лична корис, не за да ми го спасиш семејството. Не му штенаш да ја отвориш оваа тема. Во ред се извинувам, Селда. Колку дена веќе сум загрижена поради тоа. Не спијам од помислата дека некој ќе види. Нема зошто да се плашиш. Како што не забележале до денес, така нема и понатаму да забележат. Ја сокрив каде што никој нема да ја најде. На татко ми ли му го носиш кафето? Има еден човек кај него. Мислам дека е гостин. За него е. Во рете, јас одам кај нив, јас ке го однесам. Да Меријам рече ти однеси го. Не е проблем, дај ми го мене. Да не ми се налоти таа. Не грижи се, нема да ти се лути. Повели, ќерко. Мислев дека си сам, татичко. Кафето е за Али. Ти благодарам, Берен. На здравје. Ќе ми кажуваше нешто, ќерко? Да, тато, но ќе зборуваме подоцна. Седни веднаш. Не сакам да ве вознемирувам. Какво вознемирување, тамолам? Али дојде поради безбедносниот систем на куќата, за тоа разговаравме. Зошто? Зарем не го заменивме сега скоро? Мене не ми се допадна. Мислам дека е добро да се поднови. Има ли нешто што не знам, тато? Според настаните на денот на тендерот изгледа сте предпазливи заради никого, нели? Што барате ви овде? Ова, господја Меријам рече дека можеме да дојдеме тука на поедок. Господјо Селда, знаете дека доградбата веќе подолго време не се користеше. И кујната таму е празна, морав да ги повикам тука на поедок. Добро. Денес нека се купи се што е потребно и нека јадат во доградбата. Додека престојуваат тука, нека не доаѓаат во куќава. Меријам, јас излегувам, Керим е денес дома, ручекот според тоа сготви го. Во ред, господја. Ако нема причина за страв, зошто го обновувате системот? За тоа праше го Али, а не мене. Во право си, Берен. Смртта на Чичко Хикмет е доказ за сериозноста на состојбата. Не сакам тие луѓе да допрат до куќата. Полицијата детално истражува, но јас не сакам да ризикувам. Али,
Нема потреба толку отворено да зборуваш. Јас не сум дете, тато. Секако дека отворено ќе зборува. Се обидоа да те убијат сред бел ден. Како така се однесуваш како да е неважно? Ќерко, маката на тие луѓе беше тендерот, а бидејќи тендерот се заврши, повеќе нема причина да ме убијат, нели е така? Така ли е? Тендерот е само одложен, тато. Ако те познавам, ти ќе дадеш се од себе за да влезеш на тој тендер. Али, ќе ги погледнеме заедно камерите, те молам. Тато, не ми кажа дали ќе влезеш на тендерот. Се уште немам донесена одлука, ќерковрат. Али, да го држиш подалеку од тендерот. Го познаваш Чичко Керем, Берен, мене нема да ме послуша. Тогаш ти мораш да сториш се за да го убедиш, Али. Зарем ти не си човекот задолжен за неговата безбедност? Знаеш ли, Берен, понекогаш во деспотството си иста како мајка ти. Мајка ми не е деспота, јас уште помалку. Али? Хандан? Зета, Добре дојде. добро најдов. Надвор ли излегувате? Да, имаме малку работа во градината. Ајде се гледаме. Се гледаме. Ипек, остави го ова на местото, чеда. Каде што престојуваме е многу валкано, бе Меријам. Јас ќе ви дадам материјали за чистење. Ние ли ќе чистиме? Да, затоа што ние одвој тука постигнуваме. Ти можеш да постигнеш. Не може. Затоа што таа денес започна да работи. Не може да се одвои од мене, затоа што ја подучувам на работата. Господјо Меријем, дајте ни ги нам материјалите, ние ќе средиме. Во ред. И освен тоа нема перници и јоргани. Воопшто не е проблем. Горе има еден куп неупотребувани перници и јоргани, ќе ви дадам. Кутијата со нараквицата беше тука. Ја преместила. Тоа што јас не го разбирам е зошто полицијата не се задржи повеќе на овој случај. Можно ли е да не се задржат, ќерко? Колку дена внимателно ги прегледуваа снимките од камерите на фирмата и местото на настанот, знаеш? Чичко Керим не ви кажал за да не се грижите, Берен, но јас и тој бевме во обвинителството да дадем изјави. Многу е греота за Чичко Хикмет. Човекот умре поради алчноста на некој ненаситник. Во право си, ќерко. Керко, заборавивме, ќе земевме јоргани. Нели господја Меријам ќе ни дадеше јоргани? Подоцна ќе земеме, мамо. Сега земе ги, Керко. Кога веќе ќе чистиме, ќе ги презлечеме креветите. Мамо, замолчи, мамо. Джем, О, бато Акив, здраво. што правиш бе, јунеку? Како си? Добар, бато, ти како си? Благодарам, јас сум добро. Заро нека е. Некакви случаи имало кај вас дома, а? Какви случувања? Не знам, се слушала некаква врева, така нешто. Ти тоа за тоа велиш? Не бе, бато, не, семејна работа, не е многу важно. А Ирлија, ти од каде слушна? Некои момчиња ми пренесоа. Дојди чај да пиеме. Не, благодарам. Тебе на здравје нека ти е. Добро, бато. Джем,
Немој многу да ја должиш работата со зборувањето за Несрин, добро? Не се грижи, бато, ќе го средам тоа. Се гледаме. Се надевам не се обидуваш да ми измамиш, Джем. Ајде да видиме. Не, доволни се перници и органи. Ако ни затреба нешто и онака ќе ви кажам. Во ред. Земи ги овие. Држи, ајде. Така. Така, таман. Ало? А, да, порачак. Дојде? Да, во ред, доаѓам, веднаш доаѓам. Дојдоа нарачките за кујната што ги нарачав. Јас додам да ги проверам, а ти погледни во долапот, па можеби ќе забележиш нешто друго што ќе ви треба. Во ред. Види го ова, бе. Мебелот во куќева вреди цело богатство. Не ми одговара на повиците. Побара Ипек да се врати дома. Ипек повеќе нема да се врати во оваа куќа. Има трчајки да се врати. Јави се. Кажи дека си болна. Тогаш ќе дојде. Јас сватив колку неморален човек си ти. Никогаш нема да дозволам да ја натажиш керка ми. Ако Ипек не се врати, ќе ти го претворам животот во пекол. А ише едно малечко девојче ќе ми ја скрши мене главата и ќе се изгуби едноставно така. Камо среќа да пцовисаше. Нема да се смирам додека не ја вратам тука Ипек. Или ќе ми ја вратиш тука овде. Или има да те тепам секој ден како магаре. Не знам каде е керка ми. Не ме лажи. Ја криеш Ипек од мене затоа што си љубоморна. Ти си едно ѓубре. Знам колку си влюбена во мене. Ајше само поради љубомората ја испрати така. На крај се ќе ми кажеш, Ајше.
Колку се убави. Господе, колку се убави. Ти воопшто не се изненади кога пред малку надвор го виде семејството на Хикмет. Утрово се сретнав со ќерка му. Ми рече дека од сега тука ќе престојува лечичко. Мој животен долг беше да ги донесам овде. Ако не го направев тоа, синот на Хикмет од првиот брак ќе им го загорчеше животот, буквално, сине мој. А што вели господја Селда за ова? Се разбира дека не и се допадна. Мислам, најпосле и тоа не сака непознати луѓе да бидат во куќата, знаеш. А ти што мислиш да сториш, чичко? Ако останат подолго време, ќе имаш големи проблеми во семејството. Види, синко, јас им дадов збор и на Хикмет и на неговото семејство. Нема да си го прекршам зборот, сигурен сум. Селда ќе мора да го прифати тоа и тоа ќе биде. Рано се врати, мамо? На една пријателка детето и се разболело, затоа одложивме. Нема никој? Али и татко ми се во работната соба, тетка ми пред малку излезе. Јас ќе се качам горе, а потоа ќе пиеме кафе заедно, може? Може. Јас веќе да си одам, чичко. Утре прва работа ќе ми биде да ги монтирам камерите. Само ќе те замолам да бидеш малку побрз. Да не се посомневаат нашите уште повеќе, ќе може ли? Нема никој што толку си го штити семејството како тебе. Сине, секој татко си го штити и го поддржува своето семејство. Не секој татко, чичко. Абе, овие жени колку среќа имаат. Што бараш ти овде? Јас... Ти со кое право претураш по моите работи? Јас ова... Остави го тоа, остави! Се извинувам, многу се извинувам, навистина. На прв поглед сватив какви сте ти и мајка ти. Веднаш губи се од собата. Ако уште еднаш те видам овде, ќе биде многу лоша. Види колку е опуштена. Се ми испревртела. Парите на здруженијето. Несрин! Несрин! Си ја испревртела фиоката во мојата соба. Веднаш врати го тоа што си го земала.
Јас ништо не зедов. Немој да лажеш. Се колнам, господине Керим, дури и не допрев ништо. Што бараше во мојата соба? Селда, ќе се смириш малку? Вратата беше отворена, само сакав да ја видам собата, ги погледнав устаните и толку. Ќе те претресам. Ако не дозволиш, ќе повикам полиција. Во ред претресете ме. Не. Несрин, никој нема да те претресува тебе. Те молам, оди кај мајка ти веднаш, ајде. Не може. Знам дека ги зела парите. Се колнам, господине Керим, јас ништо не зедов, само ја погледнав облеката. Само ја погледнав, на вистина ништо друго. Во ред, Несрин, во ред. Ајде, одите, молам. Зошто ја пушти Керим? Ги зела парите од здруженијето. Ама како не гледаш, Селда? Девојката рече претресете ме слободно, значи дека ништо нема земено со неа. Така рече затоа што знаеше дека ти нема да дозволиш. Мамо, погледна ли убаво каде си ги оставила парите? Погледнав, Керко, ги нема. Остави ги парите. Што бараше во мојата соба? Да ја видиш собата, се е растурено. Господјо Селда, да не сте заборавиле каде се ги оставиле? Али се уште не сум сенилна. Се разбира, се сеќавам на местото каде ги ставив пред 2 часа. Може да сте ги ставиле вредните работи на друго место со помисла дека во куќата има непознати луѓе. Чичко, јас веќе да си одам. Не срамотат. Ете тоа ни го прават. Ти собирај ги сите сиромашни без родители од улица, а потоа ќе не понижуваат и ќе не срамотат. Ти пред малку внатре зашто зборуваше? Берен, мислам дека си доволно умна да разбереш што сакав да кажам. На мајка ти отворено и кажав дека не треба никого да обвинува ако не е сигурна. Тоа го разбрав, али. На мајка ми кажа некои иронични зборови, за тоа зборувам. Прашаја мајка ти, Берен. Таа многу добро ќе ти објасни што сакав да кажам. Али? Што е, Берен? Мајка ми тебе ли те обвини за крадење? Не, Берен. Мене не ме обвини за крадење. Но презеде мерки мислејќи дека можам да направам такво нешто. Добро се сеќавам кога на тетка Мерием рече додека ова дете не си оди, не оставај вредни нешта. Затоа што тој го кажа пред мене, за тоа да е жива и здрава. Тоа многу те погодило штом не си заборавил. Немој да се грижиш за мене. Научив да бидам доволно силен да не дозволам никој да ме повреди, не грижи се. Поздрав, како си? Што си намуртена? Дома беше хаос. Сигурно мајка ми повторно се расправаше со татко ми. Барем тоа да беше. Ме бара тетка ми. Молам тето, Берен, да не сум ги заборавила таму очилата за сонце. кога влезе во салонот не ти беа на лицето да не си ги ставила во ходникот случајно. Добро, можеш да ја прашаш Мерием, да не останеле таму. Нека се смири малку ситуацијата дома и ќе ја прашам. А што се случи? Мајка ми ја видела кирката на Чичко Хикмет во незината соба. Собата малку била растурена и ги немало парите на здруженијето. Мајка ми не ја обвини. Добро, веднаш доаѓам таму. Ама нема потреба, ми исклучи. Сигурно ќе дојде и ќе ја изнервира мајка ми уште повеќе. Девојката украла пари? Не се знае, мајка ми така мисли затоа што ја видела во собата. Што барала во собата? Ништо не знам, Туба. Па малку чудно е да влезе во спалната во куќа во која само што пристигна. И мене тоа ми беше чудно, но не сакам да ја обвинувам без да знам. Девојката што работи? Што со нејза? Не ме гледај така. Зошто да не е? Случајно ли е? Првиот ден кога почне да работи. Туба, немој случајно ова да го кажеш пред мајка ми. Да не се навреди и таа кутра девојка. И така Несрин многу се посрамоти. Добро.
Несрин, ги земали органите, Керко? Што се случи? Мамо, таа Селда рече за мене дека сум била крадец. И тоа пред сите, да не беше господинот Керим тука ќе ме претресуваше сега. Зошто, што направи? Вратата од нејзината соба беше отворена. И само сакав да ја видам, влегов внатре. Во собата на жената ли влезе? И ја видов облеката мамо во долапот. Ме заинтересира, ги погледна фустаните и тоа беше се. Ти полудели, Керко? Жената од сношти не престана да не навредува како ти влегуваш во собата. Доста веќе, мамо. И така доволно се посрамотив. Не можам уште и тебе да те слушам. Таму беше помошникот на господин Керим. Да знаеш како ме погледна со сожалување. Зошто, што и се изгубило? Боже ми, мало пари. Лаже и те напразно ме обвинува. Измислува затоа што сака да ме избрка од тука. Аман, господе. Види собата како изгледа. Види секаде е растурено. Види во каква состојба е. Незиното опуштено однесување ме убива, ги зела и моите фустани и се гледаше во огледалото. Добро, што е важно тоа, Селда? Млада девојка е и се допаднало, влегла и сакала да проба, просто е. Ти прво те молам, биди сигурна дали парите навистина ги нема. Бидејќи не сакам никого да обвинувам за ништо, во ред? Велам дека пред 2 часа ги ставив тука, Керим. Добро, разбирам што ќе загубиш ако погледнеш и во другите фиоките, молам, ајде, Селда. Влези, Мерием, повели. Мерием, нели кога јас не сум дома, ти се грижиш за се? Да, господја Селда. Зошто тогаш не ја чуваш куќата? Ново дојдена девојка што бара во мојата соба? Кој влегол во вашата соба? Кој да биде, Несрин. Не само што влегла, туку и ги украла и парите од здруженијето. Пари ли украла? Не, се уште не сме сигурни дали се украдени парите. Господја Селда само се сомнева во тоа и толку е. Девојката сама ја најде во собата. Ако таа не ги украла, кој може да ги украде? Јас си реков, почекај ме тука, веднаш ќе дојдам. Ама, не помислив дека ќе влезе во вашата соба. Што барала таа тука? Побара јоргани и перници, и јас ги им дадев. Но морав да се симнам долу и да ги земам дојдените порачки и реков да ме чека. Виде, сама била. Сама во собата. Јас сум виновна. Не требаше да оставам никој непознат сам во куќата. Што се случи, тетка Меријам? Нема ништо, Ипек. Гледај си работата. Морам да најдам начин да ја вратам дома. Ако ја речам мајка е болна, трчајки ќе дојде. Нема да одговориш? Не. Само ако те фатам, ќе видиме дали ќе бидеш вака безобразна, а? Ипек, јас ќе одам да видам дали некој нешто сака. Мајка ти е многу болна, сака да те види. Каде ли го оставив јас овој телефон?
Господе Боже.